Драги дечиња, драги првачиња, на овој час по македонски јазик, заедно со мене наставничка Зорица, ќе ги откриеме буквите З и буквата З. Големите печатни букви З и Дз. Па тоа е и целта на денешниот час, ученици, да ги откриеме буквите З и Дз, да ги препознаваме буквите З и Дз во напишани зборови и да се обидеме да ги напишеме правилно големите букви З и Дз во нашите тетрадки. Најпрво да видиме од кои графички елементи се составени овие две букви. А што беа тоа графички елементи? Па тоа се линиите прави и криви, поставени хоризонтално, вертикално, косо, со помош на кои ги пишуваме буквите. Погледнете ги графичките елементи со кои што ги пишуваме речиси сите големи печатни букви и ајде да откриеме со кој од нив се пишува буквата З, а потоа и за буквата Дз. Ајде разгледај и кажи со помош на кои графички елементи од овие понудени ја пишуваме буквата З. И доколку одлучи дека тоа е ова полукругче, завртено надесно, односно со две полукругчиња меѓусебно поврзани се добива буквата З, која што се пишува одозгора надолу во насока на стрелките на часовникот. А сега да видиме од кои графички елементи ја пишуваме буквата Дз. Тоа се двете полукругчиња завртени налево и надесно, поврзани меѓу себе ја прават буквата Дз, која што исто така се пишува почнувајќи од озгора надолу, но во обратен правец од стрелките на часовникот. На што ви личи буквата Дз? На недовршена осмица, односно на недовршен број 8. Ајде да ги пронајдеме овие две букви во нашата азбука. Евеа буквата З и буквата Дз. Доколку изброите, ќе видите дека тие се 9 и 10 буква поред во нашата азбука од вкупно колку? Така е, 31 буква. А сега, подготви ја твојата тетрадка по македонски јазик, едно остро моливче и комплетот со дрвени боички. Запри го видеото, подготви се, а потоа продолжи. Следува играта Каде е буквата? Во првиот ред од твојата тетрадка обиди се да запишеш една буква З, а во вториот ред една буква Дз, со моливче. Пишувај ги буквите од озгора надолу без подкребање на моливчето. На екранот ќе видиш запишан збор во кој има буква З. Твоја задача е да препознаеш каде е буквата З, на почетокот или на крајот на зборот. Доколку буквата З е на почетокот на зборот, тогаш запиши број 1 во редот кај буквата З. А доколку буквата З е на крајот на зборот, запиши број 3 во редот кај буквата З. Пишувај поред, 1 или 3, онака како што ќе ти излегуваат зборовите пред тебе. Еве ќе решиме еден пример. Например, во зборот заболекар, каде се наоѓа буквата З во зборот заболекар? Се наоѓа на почетокот и затоа еве овде во редот кај З имаме запишано 1. Уште еден пример, зборот воз. Во овој збор буквата З се наоѓа на крај и затоа пишуваме број 3. А сега почнуваме со нашата игра. Првиот збор е зборот зима. Запиши 1 или 3. Вториот збор е влез. Повторно пронајди ја буквата З и запиши 1 или 3. А во зајди сонце, така, следува зборот зрак, зборот Парис. А сега, провери дали си ја пронашол правилно местоположбата на буквата З. Доколку и ти ги напиша овие броеви редоследно 1, 3, 1, 1, 3, правилно си ја откривал буквата З во зборовите. Следува откривање на буква З во зборовите.
Повторно ќе видиш запишан збор. Но сега ќе откриваме буквата З на почетокот и на средината на зборот. Запиши број 1, доколку буквата З е на почетокот на зборот, а запиши број 2, доколку буквата З е на средината. Почнуваме. Ѕидар. Каде е буквата З? Почетокот или на средината? Ѕвонец. А во продзирен? Продзирен? Добро. Ѕвонење. 1 или 2 запишуваш. И ѕуница. Размисли дали запишуваш 1 или 2. И доколку кај буквата З во редот ги доби броевите 1, 1, 2, 1, 1, значи ти умееш да ја препознаваш буквата З во запишаните зборови. А сега следува активност, слушни и запиши буква З или буква Дз. Повторно запиши на почетокот на редот З и Дз. На следниот ред, како што ти иде. Ќе видиш слика. Еве, овде запишуваш З, овде запишуваш Дз. Ќе видиш слика, ќе го слушнеш нејзиното име, а твоја задача е да препознаеш дали името содржи буква З или буква Дз. Доколку слушнеш З, напиши ја буквата З во редот кај буквата З. Доколку во зборот слушнеш Дз, запиши ја буквата Дз во редот кај Дз. Еве вак. Так. Пишувај со молив, а доколку имаш потреба на некоја слика, запри го видеото и запиши ја буквата, па потоа продолжи. Почнуваме. Зајко. Која буква, кој глас го слушаме, З или Дз? Зајко. Ѕвезда. Внимателно слушни уште еднаш. Интересен е овој збор, ученици. Ѕвезда. Роза. Роза. Поминуваме на четвртата слика. Ѕит. Ѕит. Во зборот праз. Слушај на крајот. Праз. Така. Зебра. Зебра. Зап. Зап. Звонче. Во зборот звонче. Која буква, кој глас го изговарам, која буква треба да ја запишеш. Вазна. Вазна. Телевизор. Телевизор. И на крај зумбул. Зумбул. Еве ги зборовите, онака како што ги изговарав поред, сега ги гледате пред вас запишани. Зборот ѕвезда реков дека е интересен. Зошто? Затоа што содржи и буква Дз и буква З. Запри го видеото, провери го твоето решение, а потоа продолжи на следната игра со ново откриените букви. И доколку слушна и запиша 9 букви З во редот кај З и 3 букви Дз, тогаш ти внимателно си ги слушал зборовите и правилно си го решил задолжението. Браво! Следува играта парови букви. Ке погледнеш 4 слики и под нив нивното име, во кое недостасува по една буква, или З или Дз. Обиди се да откриеш на кои 2 слики недостасува буква З, а на кои 2 недостасува буква Дз. Почнуваме. Коза, ѕит, дзуница, змија. Во кој 2 збора недостасува буква З, а во кој 2 збора недостасува буква Дз? Запри го видеото, размисли и формирај парови. И доколку формираше пар со коза и змија, а ѕит и дзуница, ти си во право.
Следува следната игричка со 4 слики: мраз, звончица, зелка, звер. Како ќе ги формираш овие два пара? З со З, Дз со Дз. И доколку одлучи дека мраз и зелка, а звончица и звер, повторно си во право. Браво! Следува нова активност. Сега ќе се обидеме да ги пронајдеме сите букви З и Дз во една кратка, интересна приказна Лакомиот зајко. Лакомиот зајко. Еве приказната. Гледате дека е кратка, а дали е интересна? Ќе слушнете сега. Лакомиот зајко. Зајко отиде во градината да се заслади со вкусна зелка. Го прескокна зидот и застана. Дзирна налево и надесно, па продолжи. На земјата имаше многу зелки. Градинарот Звонко заслушна некаков чуден звук. Грец, грец, но ништо не виде. Тропна со звончето, а зајко исплашен дзирна од морето со зелки и почна да бега. Не бегај, зајко, знам дека твоите остри запчиња многу сакаат зелка. Очите му светнаа како звездички. Лакомиот зајко изгрицка само една зелка. Му се заблагодари на чудниот чичко Звонко и си замина. А сега повторно земи ја твојата тетрадка и повторно со две различни боички запиши ги буква З и буква Дз на почетокот во следните два реда. Исто како и претходното задолжение, еве вака. З и Дз. Пред тебе го гледаш текстот Лакомиот зајко. Видите? За секоја откриена буква З во текстот ставаш цртичка во редот кај З. За секоја откриена, односно пронајдена буква Дз во текстот ставаш цртичка кај З. Текстот е пред тебе, обиди се да ги пронајдеш сите букви З и Дз. Движи се поред, почнувајќи од насловот. А потоа провери. И доколку ги откри сите букви З и Дз, тогаш ти имаш 21 цртичка кај буквата З и 7 цртички кај буквата Дз. Ти правилно си ја решил задачата. И ти, драго учениче, умееш да ги препознаваш и пронаоѓаш денешните букви З и Дз. Така, 21 С и 7 Дз. Уште еднаш, браво! Доколку твојот лист од денес изгледа вака, тогаш ти правилно си ги решил сите поставени задачи од овој час. А за домашна задача, во твојата тетрадка напиши по 2 реда од големите печатни букви З и Дз. 2 З, 2 реда Дз. Внимавај на правецот на пишување. Почнувај од озгора надоле, без подигање на моливчето. Верувај, ќе успееш. А потоа во 2 празни облачиња, обиди се да ги оживееш овие 2 букви, употребувајќи ја твојата фантазија. До видување, до следното видување.